Добар ден, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на емисијата Агрорегион. Во ова издание ќе зборуваме за лешникот, односно неговото производство и каков е неговиот пласман на македонските пазари. Останете со нас. Лешникот е овошно јаткасто растение за кое во нашето поднебие има идеални услови за негов развој. Тоа е дрво во вид на грмушка, густа со изразени гранки кои лесно се виткаат и достигнуваат висина до 5 метри. Поголемиот број видови се џбунести достигнуваат големина до 6 метри, а само 3 вида формираат стебло чија висина може да достигне и до 25 метри. Лешникот е со еднополови цветови, но е еднодомно растение, што значи дека цветовите се посебно машки, посебно женски, но се наоѓаат на исто растение. Мощно карактеристично за лешникот е што машките цветови се жолто-кафеави реси, кои се јавуваат уште во септември, додека женските, кои се одвоени од машките, се јавуваат во текот на јануари и февруари и тие се збиени и личат на пупка. Лешникот спаѓа во најотпорните овошни видови на зимски ниски температури. Тој се сади на надморска височина од 0 до 1200 метри. Потеклото на сортите има огромно влијание врз отпорноста на ниски температури. Некои од сортите се прилагодливи на потопла клима и поголема релативна влажност на воздухот, а поради тоа се поосетливи во реони со медитеранска клима. Додека другите сорти како римскиот, халскиот или барцелонскиот лешник се помалку осетливи на ниски температури и затоа се распространети на поголема географска ширина. За најосетливи сорти на ниски температури како критериум за можноста за успешно одгледување на лешник се смета температурата не пониска од минус 12 степени, иако има сорти што издржуваат температура и до минус 20 степени Целзиусови. Во однос на доцните пролетни мразеви, лешникот е многу поотпорен од другите овошни видови. Тој дава добри квалитетни приноси на почва со средна плодност, лесно песоклива, хумусно-карбонатна и умерено влажна. На сиромашни, каменливи и суви почви не дава добри резултати. Не поднесува влажна и мочурлива почва. Во однос на содржината на хранливите материи, почвата треба да содржи хумус до 3%, азот над 0,15%, калиум над 25% и фосфор од 10 до 15%. Лешникот бара доволно вода во почвата во текот на целиот вегетацијски период. Недостаток на вода се манифестира преку опаѓање на плодовите, недоволно оформена јатка, плодовите се поситни, а квалитетот е на многу ниско ниво. Најмногу е потребна вода во текот на месец јуни, кога е најинтензивен порастот на плодовите. Во случај на недостиг на вода од врнежи, задолжително е наводнување на насадите. Кога лушпата каде лежи лешникот добие сива, сламена боја, а плодот светло жолта, кафеавото ниво зависи од сортата и кога плодовите почнуваат да паѓаат, тогаш лешникот е спремен за берба. Се тресат плодовите на претходно поставени крила околу леската во вид на шатор, округло, платно и се чукаат со стап, а после се чисти плодот и се пропуштаат во тенки слоеви на провевни простории. Иако по професија економист соработа како консултант за европски проекти и програми, младиот и перспективен Бошко Нелковски од Струга со голем ентузијазам и амбиции кон производството на лешник. Сакајќи да остане во Македонија и да остави нешто за своите идни поколенија, тој доаѓа до идеја и започнува да се занимава пред се со одгледување на лешник, а потоа и негова преработка и пласман на македонскиот пазар. Тој вели дека првичните информации започнал да ги добива преку интернет, да бара и да добива информации за одгледувањето на ова растение на нашите простори, за потоа да започне со средби со луѓе кои веќе се занимаваат со овој бизнис. Многу работи научив, како што вели тој, од посета на лешникови плантажи во соседните земји и Турција, но секако со огромно знаење се стекнува и со посета на големиот број семинари и саеми. Сакајќи да ја реализира својата идеја, аплицирал и добил 10 хектари државно земјиште, но и своите собствени 5 хектари ги искористил за таа намена. Нелковски, како претседател на Сдруженијето Еко Лешник од Струга, има една идеја која е на пат да ја реализира, а тоа е да изгради откупен центар и да отвори погон за преработка на лешникот, односно негово сортирање, обработка и пласман на пазарот. Моментално поседува машини за примарна обработка на земјата, трактор, меѓуредна косилка, мулчер со корпа, атомизер, електронски ножици, како и машини за обработка на плодот, односно за чистење на лешникот од листот, машина за калибрација на лешникот, машина за проверка на влажноста на лешникот, машина за сушење и лупење на лешникот.
Сите овие машини ги има набавено дел со сопствени, дел со средства добиени преку програмите за поддршка во земјоделството. Од кога се занимавате со производство на лешник? Со лешници започнав да одгледуваме од 2010 година, некаде за почеток на 5 хектари, а потоа се проширивме уште за 4 хектари, значи вкупно 9 хектари. Од каде идејата за да се занимавате со производство на лешник? Видете, јас не сум по принцип земјоделец, но во своите патувања, во своето дружење со странски колеги од странство се сретнав со доста луѓе од Турција, од Грузија, од Шпанија, кои што веќе произведуваат лешник и така испадна идејата дека Македонија е некое подрачје кое што е интересно за одгледување на лешник. Направив една анализа дека Македонија увезува скоро целокупното количество на лешник од увоз, така што излезе дека е интересен бизнис и затоа ја започнав. Кои видови на лешник може да се одгледуваат тука кај нас и дали нашево поднебје Охридско-Струшкиот регион е идеално за одгледување на лешник? Па видите, од анализата што ја имаме направено и произлегува дека нашето поднебје одговара идеално за одгледување на лешник, бидејќи лешникот се одгледува до 1300 метри надморска височина, но некаде 800-800 метри се смета за идеална висина, сепак зависи и почвата, но нашето поднебје е точно во таа надморска висина. Дополнително во однос на кои видови на лешник најмногу успеваат кај нас, сметам дека од она што ние можеме да го кажеме како веќе одгледувач на лешник е дека и старскиот и римскиот даваат најдобри резултати за сега. Како се произведуваат лешниците, односно кои се условите, начинот на садење, растојанието, на кое растојание се садат лешниците? Има неколку начини на садење на лешникот. Првата е она конвенционална што ја нарекуваме, најраспространета, тоа е 4 на 5 метри или 4 на 4 метри. И тоа најголем дел од земјоделците го применуваат, но кај нас ние имаме полуинтензивен насад. Од своите искуства што ги земавме своји колеги од Хрватска и од Србија, увидовме дека овој начин на одгледување е многу поисплатлив и затоа ние ги насадивме 4 метри растојание од ред до ред, а 2,5 метри од дрво до дрво и со една добра резидба лешникот дава најмногу кога е вака насаден. Во однос на што е потребно за лешникот да успее, пред се е потребна почвата да се испита, значи тоа е број 1. Почвата не смее да е кисела, затоа што доколку имаме кисела почва, многу е тешко да успеете да одигнете лешникот на ниво кој што би бил во една базна почва. Друга важна работа е имањето на систем за наводнување, капка по капка, и тоа е една основа. Без постојање на систем за наводнување, ќе имате само минимални резултати. Значи лешникот бара вода во целиот период од годината. Во мај и во јуни можеби на секоја недела поеднаш, но во жешките месеци јули и август некогаш и секојдневно, дури или на 3 дена да му се дава вода. Во однос на резидбата исто така има некои елементи што треба да се спазат. Резидба се прави и првата година, но најважно е она што е на трета и четврта година. Тогаш е веќе оформување на стеблото. И се разбира, зависи како ќе го одгледувате лешникот. Постојат 3 вида на одгледување на лешник. Првото е жбунесто, значи го оставате како жбун. Втората е во вид на ваза, значи се сече ниско лешникот и од тука почнуваат израстоци, значи изданците и излегува како еден вид на ваза. И третото е како што го имаме ние, а тоа е во вид на стебло. Стеблесто, и тоа за нашиот регион мислам дека ќе ни даде најмногу резултати. Кои се болести може да го зафатат лешникот? Дали се преминуваат некои агротехнички мерки со кои може да се заштити самиот лешник? Видете, лешникот е доста отпорен на болести, но има секако некои болести кои што го напоаѓаат и штетници. Затоа треба да се заштити најмалку еднаш на есен и еднаш на пролет при будењето на вегетацијата. Тоа ние бидејќи имаме органско производство на лешник, тоа го правиме со бело или црвено масло. А се понатаму е некојаш ако видите дека има инсекти, се користи ние рекуваме коприва, тоа е еден раствор од коприви кој што се прска и со тоа се уништуваат дел од штетниците. И дополнително користиме прихрана која што е органска прихрана, најчесто тоа е течно фолиарна прихрана од калифорниски црви, со која што се прска 3 пати во годината, најмалку 3 пати, али тоа нема никаков проблем, дури и повеќе се користи и имаат одлични резултати. Од каде ги набавувате седниците за лешникот?
Целокупното ние имаме 9000 садници, 5000 се тука на оваа парцела и уште 4000 на друга парцела. На другата парцела имаме помлад насад. Сите садници се набавени од странство, значи се од увоз, најчесто од италијански, хрватски производители, српски и бугарски. Во зависност како бил пазарот во таа година, нели така се набавени, бидејќи секој од набавените садници се со сертификати, фитосертификати и така натака, значи за гарантиран квалитет. Садниците сме купувале по некоја цена од околу 160 денари. Мислам дека исто се движи цената и денес, така да задоволни сме од она што го имаме земено како саден материјал. Дали има увоз на лешник во нашата земја и каков е извозот на лешник од Македонија кон странските пазари? Моментално целокупниот увоз во Македонија, значи се што има лешник во Македонија се од увоз. Значи во Македонија има побарувачка на лешник, но проблемот е кај голем дел од производителите немаат опрема за она што значи да стигнат до финална фаза на лешник кој што е готов за продажба. Имаме голем број на производители, но со помали парцели. Она што значи потрошувачка. Не само во Македонија, него и во Европа потрошувачката расте, бидејќи тоа е пазар што е интересен за нас, особено во последниот период, бидејќи лешникот е производ кој што 70% од целокупната светско производство е во Турција, другиот дел поголем производител е Италија, Соединетите Американски држави, а на Балканот предничи Хрватска, Србија и после нив сме и ние како производители, веќе се повеќе и повеќе се распространува. Во однос на извозот, морам да споменам дека за да се направи добар извоз потребна е количина. Значи проблемот е што македонските производители има многу мали количини на лешник, да речеме некој си 1-2 тона, половина тон, и заради тоа не се интересни за поголеми компании кои што вршат извоз. Но за таа цел пак и од друга страна ние веќе како индивидуални земјоделци основано веќе создаваме услови за откуп на тој лешник и едноставно групирање на производителите, исто и преку нашето здружение, за понатаму нели да можеме и да се представиме пред странски партнери, пред домашни во односи на откуп и така натаму. Колкава е цената на лешникот и дали ги задоволува трошоците кои се прават при неговото производство? Прво и основно е дека да. Цената е одлична и јас сум многу задоволен од она цена што постои, но таа не е она цена со која се шпекулира секојдневно по медиуми, 10 евра бил лешникот, не знам. Цената се движи, таа е берзански продукт е лешникот, значи цената е од 2 евра до некаде 3,5 евра, во зависност од како бил родот во Турција, значи Турција го ја диктира цената еден вид. Генерално оваа година, минатата година, тоест цената беше околу 2,5 евра на големо. И тоа е одлична цена, бидејќи ако имаме предвид дека од 1 хектар имате најмалку тон и половина лешник од возрастни стебла, тогаш можете да видите дека од овој продукт можете да заработите најмногу, што е друго и да садите не можете да ги извадите тие пари, мислам. Колкава е потребната инвестиција која треба за почеток да имаат земјоделците за да започнат со одгледување на лешник и стартување на овај бизнис? Мислам, од наше искуство можеме да кажеме дека сепак сериозна е инвестицијата, иако некој спомнува некои си 2000 евра, инвестицијата е доста поголема, затоа што семо она што треба да набавите вие садници на лешник, кои што се отприлика 2,5 евра по садник, вие треба да ги насадите, треба значи самата нива треба да се огради, да се заштити физички, треба поставите систем капка по капка кој што за 5 хектари тука кој што гледате е околу 7.500 евра. Дополнително треба да знаете дека од лешникот има прихрана, треба да се прска. Лешникот има многу изданци кои што излегуваат од него, тие треба да се чистат, значи редовно нивата треба да е чиста, уредна, за да може лешникот максимално да вирее. Така што тоа се важни елементи кои што земјоделците би требало да го знаат. Дополнително би спомнал дека лешникот, вие инвестирате во лешникот се до 7-та година. Значи не можете да очекувате дека во 7-та година ќе имате род со кој што би имале некаков приход. Се до 7-та година вие само вложувате, а од 7-та година натаму би очекувале дека ќе имате некаков поврат на таа своја инвестиција. Сметам дека со некои си 10.000 евра може да се збори за 1 хектар. Дали земјоделците се доволно упатени во нашата земја за одгледување на лешникот?
Значи, кај земјоделците постои интерес за засадување на оваа култура, затоа што и тие веќе разбираат дека оваа култура е доходовна, интересна дејност, но сепак сметам дека тоа е многу малку се уште и дека постои можност за раст, затоа што за ние да имаме производство доволно за извоз треба да има огромно производство во државата и затоа би апелирал до сите земјоделци особено нашиот Острушко-Охридскиот регион да засадат што е можно повеќе лешникови насади, бидејќи тоа е убава инвестиција која што во долгорочен срок дава одлични резултати, имајќи предвид дека лешникот дава род 70 години. Каде се наоѓа Македонија на светските пазари за производство на лешник? Па како што споменав претходно, ние многу малку е застапен кај нас лешникот и тоа што е застапен е се уште се млади насади. Во регионот Хрватска е многу понапред од Македонија, значи таму веќе има сериозни фамилиарни фарми кои што одгледуваат лешник и кои што живеат од лешник. Македонија се уште не е толку напредната, значи во Балканот можам да кажам сме некаде тука некаде со Србија, со Република Српска, но хрватите се далеку пред нас. Се разбира, не можеме никако да се носиме со една Италија, со големи производители, со Турција, кои што имаат огромни пространства на лешник, кои што го снабдуваат светското производство потекнува од кај нив. Но добро напредуваме. Дали има загарантиран пласман и дали има сигурен откуп на лешникот кај нас во нашата земја? Можам да кажам дека лешникот е берзански продукт. Значи, не може да кажеме дека има гарантиран откуп за производство кој што е многу мало. Нашите производители се уште произведуваат многу малку лешник за да можат да кажеме да, нивниот откуп е загарантиран. Се она што е голем производител, голем откупувач на лешник, бара голема количина. Ние сме имале средби со неколку откупувачи заинтересирани компании од Австрија, од Хрватска, од Италија, кои што сакаат да откупат лешник, но нивните барања се отприлика 20 тони неделно или 20 тони на месец да можеме да испорачаме. Тоа моментално во нашиот регион, доколку и сите се обединиме, не можеме да го исполниме, така да се уште е рано се зборува за некој откуп во странство, а можам да кажам дека се уште има огромен простор за работа на нашиот пазар, бидејќи цел лешник во Македонија е од увоз, а македонскиот лешник можам да ви потврдам дека е по квалитет многу подобар од она што значи турски лешник, бидејќи се производи тука, поквалитетен е, самата почва одговара многу за производството на лешник и вкусот е нешто сосем различно. Од каде потекнува идејата за формирање на вашето здружение Еколешник и која е главната цел на ова здружение? Идејата да се формира едно вакво здружение е нормалната потреба на производачите на лешник да се обединат со цел да можат понатаму да лобираат за своји права пред надлежните институции. Едноставно, добро е да имаме здружение на одгледувачи на лешник, кое што понатаму ќе може да излези да побара определени права, поголеми поволности за производителите на лешник, па во една не толку далечна иднина би можеле побараме и повластици во делот на откупувањето на лешник, евентуално поставување на определени бариери во увозот на лешник во моментите кога доаѓа народ нашиот лешник и така натака. Значи тоа беше главната идеја и добро е затоа што веќе имаме земјоделци од целиот регион кои што се приклучија на здруженијето и кои што соработуваат со нас. Дали сте користиле некои од субвенциите кои ги даваат институциите кај нас и кој од нив имате искористено? Па видете, да, сме користеле субвенции, тоа е, значи тие се многу добра мерка на владата, бидејќи за самото подигање на лешников насад државата дава субвенции од 90.000 денари по хектар, кои што ги искористивме, кои што многу ни помогнаа за да ги подигнеме лешниковите насади. Дополнително секоја година се даваат субвенции за држување на насадот, што исто така помага бидејќи има доста работа. Можам да споменам дека ние сме органски производител на лешник, што значи субвенциите за органско производство се 30% повисоки, во делот на она што значи мерките за поддршка можам да споменам дека исто така како индивидуален земјоделец моето семејство искористи ИПАРТ, добивме земјоделска механизација со поддршка 50% од страна на програмата ИПАРТ. Спомнавте органско производство на лешник. Ке може нешто повеќе да ни кажете за тоа органско производство кај нас? Можам да спомнам дека органското производство е
нешто што е многу актуелно, затоа што се она што е произведено органско е поздраво. Докажано е дека вкусот се задржува на многу подобро ниво. Она што значи хранлива материја во самиот лешник останува тука. Не уништуваме почвата затоа што со самото користење на пестицидите се уништува почвата, преку почвата и самите води, едноставно правиме лошо и за себе си и за околната средина. Со одгледувањето на органски лешник ние произведуваме продукт кој што е со многу посилен вкус и многу поздрав и е многу поинтересен за самиот пазар. Дополнително самата држава и самата Европска унија веќе го промовира одгледувањето на органското производство, органското производство како нешто што е многу значајно. Ние користиме се што се користи на нашите насади е од органско производство. Исто така препарати што се користат се на природна база. Така што имаме еден момент кај што не дозволуваме никакво загадување на почвата, создаваме органски лешник и за тоа сме и сертифицирани од страна на сертификационо тело. Тоа има неколку во државата, едно од нив е Биосерт, со кое што ние соработуваме и кое што ни врши сертификација. Секоја година имаме контроли дали се спроведува на лице место. Така што тоа можам да споменам дека е исто многу значајно и би го препорачал на другите земјоделци. Така, кажавте дека покрај тоа што се занимавате со одгледување, се занимавате и со производство обработка на самиот лешник. Што може да се постигне со тоа? Значи, што се постигнува со обработката на лешникот? Дали постојат посебни некакви услови за негова обработка? Како тоа влијае на неговиот пласман понатака? Видете, да, точно е така. Нашето семејство започна, веќе изградивме објект кој што сакаме да го направиме еден откупен центар во иднина и центар за преработка, првично за нашето производство, овие 9 хектари кои што ги имаме, а во иднина и за откуп од другите производители на лешник. Зошто е многу значајно ова што го правиме и што сакаме да направиме откупен центар? Затоа што самиот лешник, штом се набере, истиот треба да спроведе неколку постапки да се направат за да дојде до момент каде што може да се продаде на пазар. Првата работа што се прави, ние имаме неколку машини веќе обезбедено, другите се во тек на обезбедување. Имаме купено машини од Хрватска, од Италија, од Србија, од Турција, кои што се за првична обработка на лешник. Тоа се машини за самиот лешник е обвиткан во листови. Значи, првата машина ги вади ливчињата од самиот лешник. Втората машина е за сушење. Таа е машина која што го донесува лешникот до влажност во самиот лешник од 8 до 12%, што е многу важно бидејќи во самиот лешник доколку го оставите да не се исуши, се јавува фунга. Тоа е еден вид на габа која што е канцерогена и која што е многу опасна, а голем дел од земјоделците, лешниците ги земаат, ги собираат и ги складираат некаде и со тоа се доведуваат во опасност нивниот лешник да скапа и да не може да биде користен. Значи, ние го имаме таа машина од производител Факма од Италија. Со тоа го сушиме лешникот и веќе тој лешник е погоден за складирање. Дополнително пред да се суши имаме калибратор кој што е за калибрација, значи во големини се поставува самиот лешник заради самото сушење и складирање да биде подобро направено. Во оној момент кога ќе имаме заинтересирани клиенти за откуп на лешникот, доколку сакаат може да го купат во люш, значи не скршен, а доколку сакаат може да им го чистиме бидејќи имаме и машини за чистење, значи машина за кршење на самиот лешник и машина за чистење на јадрото од тоа што значи коска на самиот лешник. Понатаму имаме идеја да купиме машини за печење на лешникот, за комплетна обработка, за пакување, едноставно да имаме комплетен продукт кој што понатаму ќе можеме да пласираме и на македонскиот пазар и во странство. Сега зошто е значајно да имаме комплетен продукт не само за нас, него и за другите земјоделци, бидејќи доколку го продавате лешникот во люска директно од нива, самиот лешник нема добра цена. Мислам, сепак е добра цената, но можете да многу повеќе да добиете доколку сепак го преработите тука. Идејата наша е со време да настаниме откупувач на лешник во нашиот регион барем, да можеме да понудиме на фер цена и кон другите земјоделци кои што се производители, да немаат грижи за откупот ќе им биде загарантиран и да може едноставно да имаме доволно производство сите заедно, кое што би можеле да пласираме и во државата и во странство на конкурентна основа со сите други. Сите заинтересирани земјоделци каде може да ве најдат? Значи, каде може да го најдат Сдруженијето Еко Лешник?
Видете, ние сме активни на социјалните мрежи, каде и сите други. Едноставно пробавме со канцеларија, но видов дека нема смисла. Така што имаме лайк страница на Facebook, која што се е Macedonian Hazelnut, македонски лешник, каде што можат сите заинтересирани да најдат, таму може да постават прашање, да добијат одговори, да се информираат. Ние редовно таму публикуваме разни информации во однос на кога е добро да се сади лешникот, кога е добро да се прска, што треба следно да прават, дури рецепти за интересни торти со лешник. Така да активни сме на социјалните мрежи, но исто така се разбира може да не контактираат и на нашиот телефон, на имейл адреса, така да отворени сме кон сите. Македонија има почвени климатски услови за садење на лешници. Сега лешниците што се продаваат во земјава се увезуваат од Турција, Шпанија и Грција. Но во последно време производството на лешници во земјава станува се поатрактивен агробизнис. Земјоделците се повеќе се интересираат за начинот на производство, набавка на садници, производните трошоци, нормално заработувачката. Оние кои веќе се зафатиле со овој бизнис, велат дека ако сериозно се посветите на производството, пласманот од лешници носи солидни приноси. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Агрорегион. Ви благодарам за вашето внимание и имајте пријатен ден.